Лазар од Витанија бил меѓу најпостојаните Христови ученици. Од нивната прва средба, неговата вера во Христа била силна, неговата љубов кон учителот многу длабока, а и Исус многу го сакал него. За Лазар, Христос го направил своето најголемо чудо. Но во мирниот дом во кој Исус се одморал, влегла тага. Лазар бил совладан од ненајдена болест и неговите сестри му испратиле порака на Спасителот говорејќи: Господе, ете оној кој го љубиш е болен. Нетрпеливо чекале Христос да им упати било каков збор. Се додека во нивниот брат се одржувала и најмала искра на живот, тие се молеле и чекале Исус да дојде. Но гласникот дошол без него. Сепак тој ја донел пораката. Оваа болест не е смртоносна. И тие цврсто се држеле за надежта дека Лазар ќе живее. Кога Лазар умрел, биле горко разочарани, но чувствувале поддршката на Христовата благодат. По дводневното чекање, Исус им рекол на учениците: Ајде да одиме повторно во Јудеја. Нашиот пријател Лазар спие, но одам да го разбудам. Нашиот Лазар спие. Колку трогателни зборови, колку полни со сочувство. Христос не ги заборавил своите пријатели кои страдале. Потоа неговите ученици му рекоа: Господе, ако спие, ќе оздрави. Но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за почивка во сон. На своите деца кои веруваат, Христос им ја прикажал смртта како спиење. Нивниот живот со Христа е сокриен во Бога и додека не затруби последната труба, оние кои умираат ќе спијат во него. Тогаш Исус им рече отворено: Лазар е мртов. И јас се радувам заради вас што не бев таму, за да поверувате, току да одиме при него. Лазар бил погребан во една пештера во Карпа, а пред влезот се наоѓал голем камен. Тргнете го каменот, рекол Христос. Во гробот во пештерата лежело телото на Лазар, студено, немо и мртво. Доближувајќи се до гробот и подигајќи ги своите очи кон небото, тој рекол: Татко, ти благодарам што ме услиши, а потоа викнал со силен глас: Лазаре, излези надвор. Одеднаш во тивкиот гроб нешто се поместило и на влезот од гробницата се појавил оној кој бил мртов. Дали Спасителот сам одбрал да го избегне домот на своите пријатели кои страдале? Тие не биле сами. Христос видел се што се случувало. Тој го одложувал своето доаѓање со цел со воскресението на Лазар да му даде на народот кој не верувал уште еден доказ за тоа дека тој навистина е воскресението и животот. Чудото што Христос наскоро требало да го направи, воскреснувајќи го Лазара од мртвите, го представува воскресението на сите мртви праведници. Со своите зборови и дела тој рекол дека е творец на воскресението и животот. Јас сум воскресението и животот. Во Христа се наоѓа живот. Кој го има Синот, има живот. Христовото божество и уверување на верникот за вечен живот. Исус рекол: Кој верува во мене, и ако умре, ќе живее. И ниту еден што живее и верува во мене нема да умре довека. Ова е најубавата радосна вест. Нашите ближни, нашите сакани спијат. Охрабрете се, подигнете ги главите и не тажете. Смртта е победена. Смртта не е крај. Смртта е сон. Во Евангелието според Јован Христос ни порача. Во 14 глава, од 1 до 3 стих, ги слушаме следните зборови: Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место,
пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас.